Божието ветување за Ное. Тогаш Бог го благослови Ное и синовите негови и им рече: Плодете се и множете се, и полнете ја земјата и завладејте со неа. А сите земни животни, и сиот земен добиток, и сите небески птици, и се што лази по земјата, и сите морски риби да се плашат од вас, во ваши раце се предадени. Се што се движи и живее, ќе ви биде храна. Се ви давам, како што ви ги бев дал зелените билки. Само не смеете да ги јадете живите суштества додека во нив има душа, односно крв. А за вашата крв, во која е вашиот живот, ќе барам сметка. Од секој звер ќе ја барам исто така душата човечка од раката на човек, од раката на братот негов. Кој ќе пролее човечка крв, и неговата крв ќе се пролее од човечка рака, зашто човекот е создаден според образот Божие. Вие пак плодете се и множете се, ширете се на земјата и наполнете ја. И му рече Господ на Ное и синовите негови со него велејки: А јас, еве, го поставувам заветот мој со вас и со вашето потомство по вас, и со секоја жива душа која е со вас, со птиците, и со добитокот, и со сите земни ѕверови што се со вас, со се она што излегло од ковчегот, со сите земни животни. Го поставувам заветот мој со вас, дека од сега нема веќе ниедна плод да загине од потоп и дека повеќе не ќе има потоп да ја запустува земјата. И рече Бог: Еве го знакот на заветот што го поставувам меѓу мене и вас и секоја жива душа која е со вас. За сите идни поколенија. Божи лак свој поставувам во облакот за да биде знак на вечниот завет меѓу мене и земјата. Па кога облак ќе набеам на земјата, ќе ми се појави Божилокот во облакот и ќе си спомнам за заветот мој кој е меѓу мене и вас и меѓу секоја душа што живее во плод. И нема веќе да има потоп за да ја уништи секоја плод. Божилокот ќе ми биде во облакот и јас ќе го видам и ќе си спомнам за вечниот завет меѓу Бога и меѓу секоја жива душа во секоја плод што е на земјата. И му рече Бог на Ное: Ова е знакот на заветот што го поставив меѓу мене и меѓу секоја плод што е на земјата. Тројцата синови на Ное. Синовите Ноеви кои излегоја од ковчегот беа Сим, Хам и Јафет. Хам е татко на Ханан. Тоа се трите сина Ноеви и од нив се насели целата земја. А Ное почна да ја обработува земјата и насади лозје. И се напи од виното па се опи и легна гол сред чаторот свој. А Хам, таткото на Ханан, ја виде голотијата на таткото свој и излезе да им го кажа тоа на обајцата браќа своји. Но Сим и Јафет зедоа облека и наметнувајќи ја на рамената своји, појдоа на задешкум и ја покрија со неа голотијата на таткото свој. Лицата им беа свртени наназад и тие не ја видоа голотијата на својот татко. А кога се истрезни Ное од виното, дозна што му беше направил помладиот негов син, па рече: Проклет да е Ханан. Тој ќе биде слуга на слугите од браќата своји. И уште рече: Сим да е благословен од Господ мојот Бог и Ханан нека му биде слуга. Нека го расшири Бог Јафет и тој нека живее во шаторите на Сим, а Ханан ќе му биде слуга. И поживеа Ное по потопот 350 години. А се на се поживеа Ное 950 години, потоа умре.